Денешната конференција, која има намера да ја соопшти вистината пред сопствениот народ, ќе започнеме со историска вистина, позната како дефиниција за некадарна власт. Таа гласи вака: доколку се појави власт која панично се плаши од минатото на сопствениот народ и во текот на практикувањето на власта троши енормно количество омраза спрема херојството на древните, омаложувајќи ги сите жртви и успеси, тогаш таа власт се срами од сопственото лично минато и сака да го препокрие со пропагандната машина на контролираните медиуми, секогаш служејќи се со познатата заблуда: заборавете го минатото и напред кон посветла иднина. Но од минатото не се бега, дури и да си славна историја како гордиот Албион. Во 13-тиот век, според еден редок документ од арапски извори, постои еден владетел крал, кој, доколку сум го дешифрирал исправно, се вика Зодан Безземјаш. Неговото владење е неуспех до неуспех и за да стаса до успех решава да испрати делегација до муслиманскиот калиф во Мароко, нудејќи му ја цела Британија да постане муслиманска и тој со семејството да премине во ислам, во замена за воена подршка и обезбедување на неговата власт над островото. Епилогот е интересен и во оваа сегашност. Калифот возвраќа веднаш со зборовите: досега не сум чул ни прочитал дека еден владетел на богата просперитетна земја си ја продава религијата според која е крстен и ја заменува собствената освоена слобода на својот народ за робство, а среќата ја заменува со мизерија само за да остане на власт. Таква личност е подолу од ништо и јас не сакам да преговарам со такво суштество. Зодан Безземјаш умира наскоро од дезинтерија. Толку за да разбереме дека од минатото не се бега. Вториот дел од нашето обраќање до вас, почитувани, се однесува на енормните килочасови поарчени на критики до Европската Унија, која не баре ветува, а не исполнува, и нашата власт здушно работи и исполнува, а они ништо не исполняваат, а како нашата власт се исполнува. Ова редовно го слушате преку контролираните медиуми, тоа е лага, почитувани. Документот кој е испорачен од Државниот завод за статистика, со кој се бориме еве повеќе месеци и се промовира како европски стандард, е токму предобар пример со кој власта сака да представи функционален попис како најважен документ за планирање на развој, а во суштина станува збор за најкорумпиран документ во историјата на Европа. Сетете се, сите забелешки досега, испратени до нас од ЕУ, поврзани со некадарноста на оваа власт да заслужи место во ЕУ, се сведуваат на две: корупција во власта, власта е корумпирана. И второ, медиумите не се слободни, туку се контролирани. И тоа најјасно го гледаме во оваа небаре методологија. Според неја буквално сето македонско минато е сместено под ново компонирано име, Северна, што представува кривотворење на историски факти, а тоа се вика кривично дело. Понатаму, методологијата ветува прецизни податоци за на крај да признае дека се што ќе се собере од теренот на крај се сведува на пазар помеѓу двајца, еден од ДУИ и еден од СДСМ. Трето, компјутерската обработка е дадена на странска земја, со што се понижува проверениот висок рейтинг на македонските компании на ова поле, кој денес стои високо на светскиот пазар. Чаре, блокот неотворен врат, единствен на политичката сцена, се спротивставува на овој криминал и ви нуди правна заштита доколку власта посегне по насилство во време на така наречениот европски попис. Долги години сме исправени пред неофашизам и единствен одговор е македонско национално единство. Смрт на фашизмот, слобода на народот.